дел од овој бенд. Со нас е Никола Стојановски, добар ден и добре дојдовте. Димитар Наумовски, добар ден, и Александар Котевски. Баш ми е мило што ви имам во студиото, што ќе може да позборуваме за оваа тема, за номерата која што пред малку ја слушнавме за полско цвеќе, која што е во оригинална изведба на Тоше Проевски, впрочем и текстот е напишан од Тоше Проевски. Меѓутоа изведувате сега инструментал бенд, односно вие. Вие сте дел од групата, останатите дечки не се тука поради обврски. Јас би започнала пред со тоа зошто се одлучивте за полско цвеќе. Па за полско цвеќе се одлучивме бидејќи е едно од најемотивните песни на Тоше, значи и преку неа мислевме дека најмногу ќе доприме до слушателите, до народот, до сите обожаватели на Тоше. И ќе пренесиме пораката за заедно да го бележиме овој голем ден пред околу една недела, значи 10 години од кога од смртта. Така. Полско цвеќе ваше за доста тешка номера, морам да кажам, и текстот е навистина емотивен, како што рековте, допира до сите оние кои што го сака, кои што го слушаат Тоше, кои што се слушаат вас, македонската публика, па и не само македонската, видов и многу позитивни коментари од нашите соседи од Балканоците, оние кои што го сака и кои што го слушаат Тоше. Каква беше всушност реакцијата од нашите граѓани од Македонија? Што велеа тие кога слушна прв пат? Реакцијата од ние кога што знаеме, ето и од YouTube каналот, позитивна мисла имаше кон нас, добро изведено, лоши коментари нема вака. Да. Сетено. Да, дури јас јас кога отворив, кога ги читав коментарите, прво што реков, викам ќе ги прочитам коментарите, затоа што сакам да видам каква била реакцијата. Да. Па и да негде бевме исплашени како. Тоа сакам да кажам, да како ќе тешко да се изведи. Да. Тоше нешто и онма има коментари, или нас то сепак целта не беше да не е копија или бледа да речем, тука да се изјасниме со нашите квалитети и можности, што се. Аранжманот вие го правите? Аранжманот е тој задолжен. Ти кажи за мене. Така и да тоа. Работеше и ми кажа, ти ова и се среди. За да не биде на само копи-пасте. Да. Има нешто, сепак сме бенд, поинаку звучи една песна кога изведувана од бенд и така кога е... Сепак е кавер, го честно Тоше беше и реколме така малце музички се измедени. Колку време ја подготвувавте полско цвеќе? Па се подготвуваше негде околу месец дена. Да речем аудио, записот со сите материјали и видеото. Тешко беше видеото да го снимете? Па 3 дена се работеше на 3 различни локации. Добро беше, не беше многу тешко, бидејќи беше како документарен. Сепак со ке го работавме и не осетивме мака. По-големи дел немаше некои улоги. Бевме, шетавме во манастирот Преображдение, бевме на гробот на Тоше и бевме на спомен куќата исто така. И бенските сцени бевме. И бенските во Конект Бич. Така. Во еден дел од спотот може да забележиме и дечко кој што црта слика од Тоше. Може да ми кажете нешто за дечко, за кого станува збор? Тој ни е пред се близок другар на сите, Александар Поповски. Веќе подолго, мислам дека веќе неколку години црта слики од Тоше, не значи да е новиот лик. Значи ова не е прва слика всушност? Не, има тој веќе цели изложби во спомен куќата и затоа се одлучивме и тој да биде дел од цел проект. Така да. Навистина морам да кажам дека проектот ви е за пофалба, сте одбрали една убава песна од Тоше Проевски, ма да сите песни негови се убави. Малку би сакала да позборуваме колку што ни дозволува времето и конкретно за инструментал бенд. Што е она што го спремате во иднина? Дали може да спремате уште некоја песна ваша, лична, која што ќе можеме да наскоро да ја погледнеме и со видеозапис? Спремаме песна наша, ќе биде најверојатно на македонски и на српски јазик. Одлично. Значи малци надвор, значи да јазик снимам. Се надевам дека го примува и ќе излезе. Така, може да ми откриете нешто за песната, за што станува збор, каков жанр? Ќе биде нешто поп песна. Комерцијал.
комерцијала, што се слуша повеќе на Балканот. Така. Што е со останатите настапи кои што ги имате со фестивалите? Планирате да се појавите на некои од фестивалите кои што следуваат во Македонија или пак можеби надвор од Македонија? Па сега сме претежно преангажирани со клубски свирки, што значи дека за скоро време на некој фестивал нема да се појавиме. И исто така работиме на авторска песна, значи во блиска иднина не, али наскоро може да. Да, добро. Кога станува збор за песните од Тоше, дали имавте можеби двоумење за тоа која песна да одберете и за која што ќе направите припев? Кафоне има доста песни, да се добри, нема никоја да издвојме. Али тој беше главен виновник, да речем, за целиот проект. Да? За целиот проект. Никој ништо не рече. Супер само не. Али сепак си одбравме, имавме 2-3 опции, па мислевме и одлучивме сите на полско цвеќе. А планирате во година можеби да преработите уште некоја негова песна? Па може, уште не е размислувано, али можно да биде. После полско цвеќе кој е написано која што би испеале од Тоше? Па не сме сигурни, а и нема да открием и да сме знаеме. Зашто да не открите барем малку? Иницијали ќе сватиме за да стане разбор. Не, значи доколку се знае пред време за што се работи, нема да е толку, мислам. Значи планирате да направите уште еден? Па можно, да. Добро. Јас тука би сакала, бидејќи сме на самиот крај од емисијата, би сакала да ви се заблагодарам што бевте дел од Македонија денес и да ви честитам нова преработка. Навистина е преубаво изведена, спотот изгледа прекрасно и се надевам дека повторно ќе се видиме некаде пред нова година, како што рече Александар, доколку избере вашата авторска песна, да ја промовираме токму во Македонија денес, затоа што сме во секој случај поддржувачи на македонската музика. И благодарам. Драги гледачи, ние стигнавме до самиот крај на емисијата Македонија денес. Се надам дека уживавте во содржините кои што денес имавте можност да ги погледнете. Секако повторно гледајте не утре во истото време од 10 па се до кај 14 часот. Останете со програмата на телевизија 24. До гледање од мене.